За дипломатијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели, и добродојдовте во 100-та јубилејна емисија во циклусот за дипломатијата со Никовски. Ви благодарам за вашето внимание кое го посветувате на оваа емисија, бидејќи самиот опстанок на 100 веќе емитувани емисии покажува дека постои неков интерес. И бидејќи е така неков јубилеј денеска, ево, обидот ќе биде да направиме еден мал колаж, да се обидеме да одговориме на најклучните прашања од типот зошто сака да не прекрстат и кому пречиме. Мислам дека, иако овој проблем наш повеќе туѓ, ама рефлексите се кај нас и последиците се наши околу името, мислам, предолго време е на сцената, на масата, меѓутоа сепак многу клучни суштински работи не се познаваат, не се знаат. Ево нека биде еден обида во еден концентриран простор, во едно концентрирано време се обидеме да одговориме на овие на еден број прашања, велам, кои претпоставам се актуелни за сите. Значи, зошто сака да не прекрстат? Одговорот не е лесен, одговорот е исклучително комплексен, меѓутоа тоа е дел од геостратешкиот развој на Балканот по распадот на Југославија и по распадот на Советскиот сојуз. Значи, сега имаме нова една конфигурација, безбедностна, политичка, економска, како сакате, социјална, културна на Балканот, и тука се повторно по кој знае кој пат вмешани главните меѓународни сили. Значи, имаме прекројување на Балканот после распадот на Југославија, имаме нови држави, меѓу другото имаме и, освен оние 6 што беа наследнички на поранешна Југославија, имаме две сосема нови држави, тоа се Косово и Република Српска, и кои ќе ги гледаме работи од денешен аспект, ако се прашаме зашто, кому требаше Република Српска, се разбива додатно Босна, кој без тоа беше длабоко поделена, мислам дека одговорот е јасен, дека тоа беше компензација одредена за она што следеше после преку колку 13 години, ако не се лажам, во 94-та година беше прогласена Република Српска, а после односно 15 години имавме независно Косово. Значи, тоа е доказ дека прекројувањето на Балканот трае, и точно тие причини имаме и ситуација да Македонија се уште после 25 нецели години на целосна независност по распад на Југославија, ние се уште немаме комплетна меѓународна легитимација, ако сакате. Нашиот меѓународен правен легитимитет се уште не е целосен, бидејќи државата нема формално, официјално признато на светската сцена име. Така да, сето тоа е, значи, дел од нешто што не е случајно и што во никој случај не е резултат на некаква грчка политика. Тоа е многу повисока политика, многу поголеми интереси се тука вклучени, и Грција е само, сме рекли да повториме и денеска, е само еден аутсайдер, ако сакате, во целиот случај. Има можеби некаква лиценца за спорот околу нашето име, ама толку тука завршува незината главна или нагласена улога. Значи, во тоа реконфигурирање на Балканот после распадот на Југославија, како еден клучен проблем се појави Македонија. Да бидеме јасни дека на почетокот од минатиот век, после Балканските војни, кога Македонија беше расчеречена со Букурешкиот мир и тоа потврдено со Версајскиот мировен договор, значи, сите мисле дека тоа македонско прашање е затворено, една за секојаш, меѓутоа како феникс македонците се вратија на меѓународната сцена во време на Втората светска војна, и тоа е заслуга на сите наши патриоти и граѓани и борци за слободата, партизани, меѓутоа да бидеме јасни, тоа беше резултат на комунистите кои покрај многите грешки што ги направија, се најзаслужни што Македонија после долг период и последно од европските, од балканските народи формира своја држава. Значи, сето тоа
сега се рефлектира повторно, значи по Втората светска војна, кога се појави Македонија како држава во рамките на Федерацијата, меѓу како држава, значи имаме еден нов момент во целиот тој случај и сето тоа беше некако во некаква фаза на толеранција се до распад на Југославија, кога беше јасно дека Македонија ќе се појави како независна држава, значи нов меѓународен фактор, каде македонците ќе бидат рефлектирани и односно промовирани како народ во таа држава и затоа почнаа се тие проблеми, сите наши голготи кои вориме преку 25 години. Значи, тоа е причината дека зашто Македонија не беше прифатена, бидејќи тоа македонско прашање беше на некој начин јаболко на раздорот на Балканот. Вие знаете дека сите наши соседни држави имаат некакви аспирации према нашата земја, према нашиот народ, од Бугарија преку Грција, Србија, па све до Албанија, која го сака територијата на некој начин и отворено вела дека има албански територии во Македонија. Значи, обидите биле и се и уште продолжуваат да се затвори тоа македонско прашање и тоа јаболко на раздорот едно за секој да се фрли на буништа на историјата, меѓутоа да бидеме одма јасни и прецизни, тоа нема да успее. Македонскиот непокор е неуништив и македонците ќе опстанат, меѓутоа треба да направиме ние сами уште многу за да ги убедиме, да ги увериме сите важни меѓународни фактори пред се Вашингтон дека ова што го правите погрешно и на штета на интересите на мирот, стабилноста и безбедноста на целиот Балкан. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, денеска е 100-та емисија од циклусот за дипломатијата со Никовски и денеска се обидуваме по тој повод, по тој јубилеј, да направиме еден мал колаж да ги одговориме оние клучни прашања сврзани со проблемот околу нашето име, со кој е всушност клучот за нашиот опстанок. Констатиравме дека де факто од почетокот на 90-те години до денес на дневен ред е затворањето дефинитивно и конично на македонското прашање, а во суштината е значи македонскиот народ. Тој е тој што пречи. Значи денешниот колаж е насловен како зошто и кому пречиме и сега се постава прашањето зошто пак името се поставува и е ставено на маса и на дневен ред. Мислам дека разнемитувањето на еден народ, бришите на еден народ, не е можно да се направи со некој декрет, да се направи со некаква политика директна, која ќе ги со отворени карти. И затоа се користи така наречениот проблем околу името на државата, бидејќи на индиректен начин, тоа е само покритие значи за вистинската политика, за вистинското сценарио, значи обидот е преку името на државата да се избрише и народот. А тоа, знаете, кој ќе поставите името на државата како прашање, како проблем, не звучи така страшно и така геноцидно како што би било, например, прашањето за опстанок на македонскиот народ. И значи, името е, мораме да бидеме свесни, само символот, капата преку која сака да се постигне главната цел. Бидејќи оваа држава своето име не го добила од регионот Македонија, каде што е целосно така сместена, напротив, во 1944 година го добила од македонскиот народ, кој заедно со сите тука учесници, сите тие други народности, малцинства, како ќе наречеме, што живеат на овој простор, сите заедно се изборија за слобода за време на Втората светска војна и за создавање на сопствена држава на македонскиот народ и сите тука граѓани кои живеат во неа и нормално беше тоа име да биде од народот, бидејќи на народот овде кој живе се чувствува македонски, не се чувствува ни славјани, ни славо македонски, ни било друго. Ние сте сме славјани, тоа е точно, меѓутоа, мислам, неголемиот број македонците се славјани, иако, мислам, има тука и исламизирани и така натака, меѓутоа основата се македонци и затоа беше логиката таа да државата формирана на 2 август 1944 година, го доби името Македонија. Значи сега
Та папочна врска која постои меѓу народот и државата треба да се разбие, да се прекине и македонскиот народ имплицитно после промена на името на државата, не дај Боже да такво нешто да дојде, народот ќе се биде друг, нема да биде македонец, нема да биде македонци. Значи, тоа е таа идеја зашто е тој проблем толку актуелен, тој проблем на маса, значи целта е да се разнебити македонскиот народ. И дека е тоа точно нема многу да се објаснува, вие сите сами знаеме дека кој е проблемот и појдобната основа на Грција, која беше, рековме, иницијатор на ова прашање. Нивната појдобна основа дека нема македонци, дека ние не сме македонци, туку сме нешто друго или трето, и на таа основа тие се обидуваат да ја постигнат својата основна цел, да го избришат македонскиот народ и имплицитно и последователно, нормално и логично, неизбежно, да се избрише и македонското малцинство кое Грција никој сега не го призна. Иста ситуацијата е во Бугарија, горе-долу, иако во основата бугарската позиција е полоша од грчката. Знаете, за грците е важно да не сме ние македонци ради брендот Македонија. Меѓутоа за бугарите е клучно дека ние не сме друг народ, не сме друга нација, ние сме бугари, али неосвестени. Значи, кои ќе споредите, позицијата на Бугарија е многу полоша од грчката, бидејќи, велам, ние сме нешто недефинирано, неразбудено и слично, што е многу полошо отколку што грците, мислам, го споруваат само нашиот македонски идентитет, али не во целина, за нив не е проблем дека сме ние друга нација, друг народ, поинаква нација и народ и слично. Значи, тоа е таа траекторија, односно политика или сценарио кој, како сакате да го наречеме, која има за цел да го избрише македонскиот народ преку името на државата на еден софистициран, да речеме, по наводници хуман начин, значи не директно со удара во глава, него полека одоколу со нож во грбот, али без да се сетат властите, како видиме ние, како и нашиот народ, за една поучна, да речам, дефиниција на таквите политики. Значи, тоа е вториот дел кој е многу важен, значи, целта на сето ова е народот, а не името на државата, односно името на државата само е претекстот, само, да речеме, методот, начинот, мостот преку кој треба да се постигне главната цел. И сега доаѓаме до она главното. А кој е носител на овој проект? Ние спомнавме пред малце кратко, меѓутоа сега да го објасниме. Бидејќи, за жал, кај нас се уште се посочува, прстот се упатува кон Атина, дека Атина е проблемот, пречката за целосно наше интегрирање на меѓународната политичка сцена. Тоа не е точно. Само два примера ќе спомнеме овде, како и го покажуваат абсурдноста на таквите тези, таквата политика, таквите ставови. Ако некој мисли дека Грција не спречава за влез во НАТО, а Америка сака да не внесе, мислам дека никој нормален и никој логичар и никој и малку информиран нема да го поверува тоа. Ако Америка, почитувани слушатели, сака Македонија да влезе во НАТО, ако не за 3 месеци, за 6 месеци, тоа ќе биде завршена работа. Не само Грција, тако уште пола од членките на Алијансата да се спротивставуваат. Америка ќе го направи тоа. Значи, тука да немаме дилеми. Истото важи и за Европската унија. Ако Германија, Франција, Британија сакаат да Македонија почне преговори за членство, тие ќе беа уште пред, ако не пред 6 првата година, пред 2-3 години ќе беа најмалку започнати. Значи, тоа се јасни докази дека Грција не е носителот на овој проект, туку напротив, е само еден маргинален играч кој ужива во погодностите кои ги добива, бидејќи интересите на другите земји се вплеткани во тоа. И сега да ја закружиме зашто на Америка и пречиме, значи, има повеќе причини. Да спомнеме дека прв пат по распадот на Југославија на Советскиот сојуз, значи прв пат по распадот на Федерацијата, американците стапнаа на овој простор и прв пат имаат влијание тука. Тие почнаа да играат на голема игра, за да ги постигнат своите цели. Тие почнаа да соработуваат, да градат партнерство со албанците, не со Албанија, со албанците, бидејќи тие никогаш немаат доверба во славјаните, и тоа партнерство на почетокот беше стимулирано од фактот дека едини кои се бореа против Милошевиќ во тој период, поради старото
српско-албанско непријателство бе албанците, а за Запад, за Америка конкретно беше најважно да се смени, да се победи Милошевиќ и тие почна таа игра со албанците, кој потоа се развиваше во правец на една долгорочна соработка, на долгорочно партнерство, кое мислам дека е опасно во основата за целиот балкански простор, али тој ќе го објасни во понатамошниот тек на нашата денешна емисија. За дипломатијата со Никовски. Ја слушате, почитувани слушатели, 100-та емисија од циклусот за дипломатијата со Никовски. Денес во оваа јубилејна емисија се обидуваме да дадеме одговори на оние клучни прашања кои сите си ги поставуваме, а не секојаш имаме и соодветни одговори. Значи, по распад на Југославија се појави тај проблем со независна македонска држава и се до декември 1992 година Европската економска заедница, тогашна денешна Европска унија, се обидуваше да го реши овој за нив Жежок Костен. Не успеева и се покажа некадарни, бидејќи, знаете, Европската економска заедница, Европската унија денес немаат, нити некојаш ќе имаат заедничка безбедност, надворешна и безбедностна политика и на тој план се тие немокни. Откако се виде дека не можат ништо да направат, значи во декември 1992 година овој Жежок Костен во суштината им го препуштија на Соединетите американски држави, кои през тоа и до тогаш има влијание секако во настаните кои се случува до декември, меѓутоа тогаш проблемот е префрлен во Обединетите нации во директна контрола на американците, на Соединетите американски држави и на Вашингтон. Така да, кога зборуваме кому пречиме и зошто ни се случува се тоа низ кое врвиме 25 години, мораме да знаеме дека е тоа се во заднината американски интереси, бидејќи американците, како пред малку спомнавме, прв пат во историјата по распад на Југославија влегна на Балканот, стана главен фактор и немаат никаква намера да се повлечат. Имаше кај нас често пати разни дилеми и анализи дали американците се повлекуваат, го остават Балканот. Балканот е трајно во американски раце, за добро или за лошо. Во конкретниот случај за нас е исклучително лошо, бидејќи тие немаат разбирање ниту за нашите фундаментални аспирации да обстанеме како народ со сопствен јазик, култура, историја и традиција. Значи, од тој момент кој ја презема целосно во своји раце разврската на овој случај кој не успеа да го реши веќе 25 години, американците водат една тотално погрешна политика, целосно на сметка на оние најосновни интереси на македонскиот народ. Знаете што се случи на крајот од 92-та и на почетокот 93-та година, кога Македонија аплицираше за влез во светската организација, ни беа поставени разни услови. Прво беше игнорирано нашето барање во Обединетите нации. Да спомнеме дека откако новите држави Србија, Словенија, Хрватска и Босна бара влез во Обединетите нации, како и другите 14 членки на поранешниот, односно 13 без Украина и Русија, на поранешниот Советски сојуз, како и Словачка, разбирате, веднаш беа примени во Обединетите нации после чиста формалност каква и е во суштина таа процедура за прием. Едино Македонија не беше примена. 6 месеци го држеа нашето барање тогашниот генерален секретар Бутрос Гали и дури во јануари 93 година го стави во погон, ако сакате, го пушти во процедура и тогаш ни беше јасно ставено во знаење. Не можете да влезете во Обединетите нации со вашето име. Тоа не го кажа Грција, тоа не го кажа Франција, Британија, не го кажа пред Соединетите американски држави, која иеко за сцената ја држат сите конци во таа игра. И да бидеме јасни, никој не можеше да ни го оспори нашето уставно, историско и како сакате име во рамките на Советот за безбедност на Обединетите нации, ако Америка беше против таква една политика. Значи, напротив, ако Америка води некоја политика во Советот за безбедност, никој друг не може да се спротивстави. Значи, во конкретниот случај, дури и да Америка не беше носител, ако таа мислеше дека тоа е неправда, ќе го спречеше тоа. Меѓутоа, за жалост, носител на тој проект беше Америка, тогаш ни го суспендира нашето име за меѓународна потреба, не наметна една референца
koja во основата, да бидеме јасни, е поарно од многу други решенија, да не зборуваме од кратенката на таа референца која е навредлива и безсмислена, зашто не сме ние навистина и поранешна Југословенска, а во основата Република Македонија. Дури да бидеме јасни дека по таквото решение кој тие го сметаа дека е само моментално корисно, бидејќи Македонија во меѓувреме ќе колабира, значи тие подоцна се покаја дека таквата референца де факто не е она со што тие мислат да игнорираат оваа држава и овој народ. Напротив, таа референца покажува реалност една, иако за нас неприфатлива. И овде каде би малце конкретни дека сите заложби и критики дека тогашното македонско раководство погреши што прифати да влезе во Обединетите нации без да ја прифати официјално референцата нас е наметната, ние никогаш не ја прифативме, никогаш не ја употребивме, а и таа не обврзува. Значи, тогаш Македонија немаше избор, мораше да и така, зашто иначе ќе навистина ќе пропаднеше и ќе беше неуспешна приказна. Да подсетим уште еднаш дека вкупните резерви девизни беа околу $30 милиони, недоволни за 6-месечни набавки на нафта, а знаете дека земјата е енергетски зависна и без нафта ќе затвореа сите фабрики, автомобилите ќе седеа дома и де факто немаше да обстанеме. Значи, тоа беше изнуден чекор од кој немаше поинакво решение. За жал, и тоа беше на конфронтираност и со целиот најважен свет, разбирате, предводен од Америка, следен од Франција, Британија, Германија и слично. Значи, критиките на таа основа се неосновани и мислам дека се политизирани и политикански и дека тоа така покажува самиот факт што и ден денес, кога сме веќе ситуирани со 3 милиарди девизни резерви и никој не може да доведе во прашање, истата политика е во тие светски фактори. Значи, денеска не игнорираат и не признаваат и не држат на дното и во оваа криза која сега трае и која ни е инсценира токму тие не фрлија на колена. Значи, тоа е најнов доказ и недискутабилен доказ дека она што се случуваше во 90-те години беше максимум што можеше да го постигнеме како држава. Значи, да се вратиме на самиот проблем, значи, ја зема во своји раце американците, земаат целата ситуација, тие го водат случајот, иако тие сакаат да нашето име не биде суспендирано, тие немаше да го дозволат тоа, тие го дозволија, тие го инсценираат тоа и од тогаш тие водат целата оваа политика према Македонија. Зашто е тоа така? Мислам дека најкратко речено, тоа е бидејќи имаат поинакви интереси во регионот, дека ние сме тоа јаблко на раздорот кој им пречи. Меѓутоа, подетално овој проблем ќе го објасниме во следното продолжение после кратка пауза. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, ја слушате 100-та емисија од циклусот за дипломатијата со Никовски и денеска се обидуваме да дајме одговор на некои клучни прашања околу голготите низ кои воривме 25 години и со кои сите се очуваме секојдневно, а немаме секојаш директен и јасен одговор. Значи, спомнавме дека клучот на овој наш проблем во своите раце го држат американците. Спомнавме дека тие играат на картата на албанците. Причините за тоа се повеќе слојни. Прво, американците нема доверба во словените, било каде се тие. Смета дека се тие на еден друг начин секоја свртени кон Русија. На Балканот нема доверба према грците, каде секојаш имало антиамериканизам и албанците се појавија како некаков логичен, природен нивни сојузник, кој, како што спомнам, почна од почетокот беше конфронтиран со Милошевиќ, со Србија на Милошевиќ, која беше главниот душман за Америка во пост-југословенскиот период на војни. И за да ги придобијат трајно албанците, американците, слично како што постапи и Мусолини во Втората светска војна, де факто работат на реализација на големоалбанскиот проект. Со независноста на Косово, ние де факто имаме преку 70% реализација на големоалбанскиот концепт или проект и сега остана само Македонија и затоа Македонија од една страна им е она што
им пречи, нека биде тоа макар и во наводници на американците, а од друга страна секако е тоа и фактот што ние како држава сме мали, проблематични за сите наши соседи, со нивни едни или други аспирации, и од трета страна, ако сакате, меѓу себе длабоко поделени, кој што не дава никаква гаранција дека некој со нас може да смета како некој вистински партнер. Раскараните меѓу себе не почитуваат ништо, не сапат ништо и, значи, не дај Боже, утре доаѓа до смена на власта, таа не игнорира претходно што беше направено, или обратно, или така, и тоа создава една неизвестност кај партнерите и тие тоа го сметат како нешто ризично и затоа велам тоа е третиот фактор зашто американците играат на туѓи карти, а да ги запоставуваат и ги игнорираат нашите фундаментални интереси. Спомнаме за приемот во Обединетите нации, сега да кажеме дека Нимиц, кој е американски човек, работи од самиот почеток во интерес на американците и тој е само формално врзан со Обединетите нации, бидејќи иако е нивни медиатор. И што се случува? Се случува тоа што сите политики што ги дава и предлози што ги води, што ги дава Нимиц е де факто и од извор на извираат и доаѓа од Стейт департментот. Дека е тоа точно, ќе спомнеме само дека Нимиц нема никаква плата од Обединетите нации, таму нема никаков буџет за ова медиација, што е нелогично, бидејќи ако е тој нивни медиатори све мора да има пари, да има фонд, да има буџет. Зашто е тоа така? Затоа што ако има тој буџет, тој мора редовно да дава извештај на Обединетите нации. Секоја година би се разгледувало прашањето и би имало не така влијание разноразни и за да се избегне тоа, тој нема буџет, има $1 само годишно формална плата и се друго е препуштено на Стейт департментот кој сите тие работи ги води во интерес на сопствените потреби и аспирации и политики на Балканот. Така да, мислам дека те биде јасно дека таа медиација на Нимиц е строго контролирана и спроведувана од другата страна што не го сака најлошото, но што сака да го затвори едно секојаш македонското прашање. Тоа мора да биде јасно и кога зборуваме за медиацијата и за Нимиц, мораме да биде свесни дека кај нас се прави една кардинална грешка, што во нашите медиуми се спомнува многу често референцата Обединетите нации, која за нас е неприфатлива, која го руши нашиот устав, спротива нашиот устав, меѓутоа нашите медиуми ја редовно ја печатат и ја спомнуваат и на електронските и на другите, и дури се користи и се мислам употребува кај нас и навредлива, безсмислена референца БРМ или како се употребува, значи, на англиски јазик. Значи, се е тоа спротивно нашите интереси, меѓутоа нашите јавни гласила немаат слух за тие работи и го дозволуваат тоа што не сме да го дозволат, дека со тоа го игнорираат нашиот устав. И не спомнем во контекст уште истедното дека во резолуцијата на Советот за безбедност со кој Македонија беше примена во Обединетите нации 817/93 се спомнува за разлика меѓу Македонија и Грција, односно двете страни, а не разлики, што е клучен аргумент, бидејќи која се разлики се работи за повеќе работи, а која разлика е само за името. Значи, ние често пати и до наши војни политичари зборуваат за разлики нема една само. Тоа е околу името и велам дека користењето на речникот имплицира разни последици за кои ние не сме свесни. Сега да спомнем уште накратко зашто Буш не подржа во Букурешт и зашто се доби впечаток дека Америка е за нас. Мораме да бидеме многу прецизни дека Буш имаше личен интерес во Букурешт да и Македонија покрај Албанија и Косово и Хрватска влезе во НАТО за да го заокружи јужното крило на НАТО. И со тоа да биде негов успех, бидејќи му завршуваше неговиот мандат. Меѓутоа, мислењата, оценките, констатациите дека Грција ни стави вето во Букурешт во 2008 година и таа го спречи нашиот прием во НАТО е крајно погрешно, не одговара на вистината, бидејќи ако беше така, прва Турција немаше да дозволи, ке се спротивставеше на грчките политики и Бушовата замисла, идеја и намера ја спречи американската администрација, значи неговите соработници, советници слично, кои беа свесни, оценката беше на Вашингтон пред месец дена пред тоа,
или повеќе, дека доколку Македонија влезе во НАТО со референцата, заврши нејзиното прекрстување и основната намера бришење на македонскиот народ нема да успее. Значи, Буш беше спречен од неговите соработници, а не од Грција или било кој друг во алијансата, и тоа беше резултат на оценките дека Македонија не сме се прими во НАТО ако претходно не биде прекрстена државата и разнебите народот. За дипломатијата со Никовски. Во денешната 100-та емисија, почитувани слушатели, времето не ни дозволува да одиме малце пошироко во објаснувањето на 2001 година, војната која ни беше наметната, бидејќи мислам дека сите веќе знаеме дека тоа беше американско масло во албанска изведба. Повеќе пати во последно време сме зборувале дека настаниве кои тресат темените на државата последниве 2 години се чисто надворешно сценарио, значи американско, кое сакаат сега да го затворат, да го финализираат и завршат со рушење на власта оваа земја, промена на името, прекрстување на народот и отварање пат за членство во НАТО, али некако македонци како нешто друго. Мислам дека сите тие работи се доволно познати, сега не можеме да ги пошироко елаборираме и денешната, значи, 100-та емисија да завршиме со нормален апел дека сите треба, поготово вакви кризни моменти, да купуваме само македонски производи, да им држиме лекција, ако сакате, нашите продавачи во супермаркетите, каде на сите главни места се понудени производи од Хрватска, од Србија, од други држави, нема македонски. Мислам дека треба да реагираме секојаш дека не се изгради таа свест наша економска, бидејќи воспротивно, ако ги трошиме парите за увозни производи, имаме домашни со можеби подобар квалитет и дури поевтини, само си ги сечиме гранките на кои седиме. Мислам дека тоа не сме да се толерира и секој треба да води политика во таа смисла да ги брани интересите на оваа држава. И една умност за денеска, ќе го цитираме повторно прочениот Аристотел. Тој рекол: ако на патот од животот паднеш, стани и изчисти ја прашината. Не губи тој што паднал, туку тој што останува да лежи. Да ја повториме. Ако на патот од животот паднеш, стани и изчисти ја прашината. Не губи тој што паднал, туку тој што останува да лежи. Ова, како да го мислел Аристотел, токму на ова што ни се случува нас во последниве 2 години. Не фрлија на колена, почитувани слушатели, сака да не сгазат, ама ние сме фениксот и ништо не ни може. Меѓутоа, мораме да бидеме солидарни меѓу себе, мораме да бидеме, макар минимално заедно на патот за одбрана на оваа држава, бидејќи ниту странските апетити, ниту домашните петоколонаши предавници нема да успеат да не срушат. Македонскиот простум е несрушлив, е издржлив и е траен, и ако не беше така, Македонија ќе не станеше уже пред 100, односно македонците пред 100 и повеќе години. Ние немаме друг избор од кога да се бориме, а сите овие хулигани и петоколонаши и платеници кои се обидуваат да ја рушат, да ја пребојусуваат државата во нешто друго, не македонско, нема да успеат. Македонија е вечна и ќе ни биде вечна. Ви благодарам за вниманието. Ова беше 100-та емисија на циклусот за дипломатијата со Никовски. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 2 јуни 2016 година.